Виното е еден од човековите производи кои се издигнуваат до божествена грандиозност. Денеска во училишниот двор на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров се одржа дегустација на млади вина произведени од нивни ученици. Присутните ги поздрави директорот на училиште Радка Росомански. Со големо задоволство го отварам овој настан посветен на еден од најблагородните производи на човекот, а тоа е виното. Дегустацијата на младото вино е активно што се применува во редовната настава како дел од едукацијата на идните млади енолози. Во нашето училиште учениците произведуваат високо квалитетно вино под менторство на своите професори. Оваа година сме посебно горди на реновирана училишна винарија со што добивме прекрасно место за едукација, производство и дегустација на нашите вина. За време на манифестацијата може да ја погледнете нашата нова винарија. По повод на овој настан организираме надпревар за учениците кои произведуваат вина во своите семејства. И оваа година во соработка со организацијата Винари на Македонија, во кој членуваат еминентни признати енолози, се оценуваа вината на учениците, а воедно истите и се едуцираа. Се надевам дека учениците и професорите од нашето училиште ќе продолжат да иницираат и спроведуваат ваква активност и ќе бидат пример во градот и Тиквишијата. За тоа, како треба да се работи, а со тоа треба да бидат лидери во едукацијата со цел да се произведе квалитетен производ. Музеј галеријата на град Кавадарци во оваа пригода на училиштето му подари 2 уметнички слики, односно фотографии. Ние како локален музеј галерија Кавадарци по повод 7 септември организиравме изложба на пејсажи од општина Кавадарци. Тука се 2 прекрасни пејсажи од плантажите на земјоделско-шумарското училиште, сликани од нашиот реномиран фотограф Тони Коцев. И како што кажавме на таа изложба, овие 70 пејсажи и дела на нашите уметници Тони Коцев и Ѓорѓе Коцев ќе бидат во насока и во оваа чест да бидат предадени на сите институции низ градот, на сите гости во општина Кавадарци и ќе послужат за таа чест. На крај на присутните им се обрати и доктор Стојан Черамов, председател на Советот на општина Кавадарци. Посебна чест и задоволство ми е денеска од името на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци да бидам сведок на еден ваков прекрасен настан с кој ќе ја покаже иновативноста на нашите ученици, кои се надевам дека по последните 6 години под раководство на градоначалникот и локалната самоуправа и како влијае на развојот на нашето образование. Нашите образовни институции се нешто на кое посебно се гаја и негува. Се надевам дека менаџерските тимови и како влијаат врз нивните плодни генерации да бидеме достојни репрезенти во нашата држава. Еден таков настан и денешниот ден, каде што има дегустација на младо вино, каде што се надевам дека нашите ученици во најдобро светло го направија тоа што нивните ментори во текот на претходната година го имаат земено како знаење. Нека е за многу години и се надевам дека и во идно време и ќе има доста голем број на вакви настани. Општина Кавадарци за ова средно земјоделско средно училиште Ѓорче Петров има исто така голем број на други идеи. Како што знаеме, од пред неколку години тука се воведе проширување на нови паралелки со фармацевтска дејност. Здравје Боже, до година имаме идеја во текот на наредните години да се реализира и проширување со медицинска сестра. Се надевам дека тоа е контактирано со градоначалникот на Кавадарци, му треба проширување на овој значајно образовен комплекс во нашата општина со плюс дејност, заедно со централната власт. Се надеваме дека тоа ќе вроди со плод и да сме живи и здрави. Идеи имаме до сега добра реализација и во иднина ќе продолжиме со добра мисла само за нашите деца и за нашите ученици. Следуваше кратка културно-уметничка програма, како и доделување на награди на ученици кои испратиле мостри од своји вина по повод овој настан. Беа доделени дипломи и сертификати за најдобри црвени и бели вина, како и за розе вина.